показатели пак говорат дека само македонецот е тој со насушната потреба да се испитува и да се преиспитува себе си докаде може да стигне наназад, туку според она што овие најнови истражувања за кои што ќе не информирате говорат, всушност станува збор за тоа дека е дојдено време да се ревидираат некои крупни суштински подрачја, точки или теории поврзани со човештвото како човештво, со цивилизациите, со луѓето, со тоа од кога луѓето настанале, па тука и македонците се разбира во еден таков контекст на стари цивилизации. Проблемот е што не тука македонците, туку од ова се што имаме. На прво место се македонците, а после идат се други. Тоа не го кажувам од тоа што јас сум македонец, па сега сакам да бидам голем македонец. Меѓутоа, овие истражувачки работи во светот веќе ги интересират не само обичните луѓе, туку научници, да речеме како што е Харвардскиот универзитет. Ако влезете во нивниот сајт, ќе видите дека они ги користат моите истражувања и ги цитират моите истражувања. Има Ана Марија, професорка од Шпанија, која овака на големо задоволство покрај многу звучни имиња како Марија Гимбутас и други кои се занимаваат со ова проблематика, со неолитот и со палеолитот, кај што не може да најде објаснување кај нејзе, она ги насочува корисниците на нејзиниот сајт баш на мојата веб страница за ситово конкретно, да речеме, надписите кај што не може да најде објаснување кај Марија Гимбутас, она ги дава, што значи прифатена е македонската цивилизација како едно огромно жариште, да не кажам прво жариште не само во Европа, во Азија, а сега ќе видиме дека и во најјужниот дел на Африка. Тоа малку изгледа чудно, меѓутоа ако знаеме дека тоа е една цивилизација која понуди најграндиозни гради откако постои човештвото. И ако земеме дека палеолитот со најстарите наоди на човек во Кенија, некаде од 8,5 милиони години, во однос на се оно што знаеме за мезолит, за неолит, па се до денес, значи палеолитот представува 99,9% од се што ние знаеме за човештвото. Само 0,1% е мезолитот, неолитот и сета целокупната друга цивилизација до денес. Жалосно е што во Македонија имаме само делумно еден случај, локалитет, една пештера, нели, која почна да се испитува некаде од 2000 година, 2001 година и така натаму. Една многу храбра наша истражувачка од музеите на Македонија, која се обиде тоа да го презентира, нели, доживеала многу напади и да не кажам исмејување од нејзините колеги и колешки, исто така како што јас сум доживеал и се уште доживувам, меѓутоа светот ги интересира интересираат нашите артефакти, нашите податоци. Во светот има многу институции. Аз можам да ви наведам овдека најмалку едно 20-30 кај што исклучиво се бават со ова проблематика. Само ако видите, да кажеме, постои институт за американска карпеста уметност, би рекле, или уметноста на каменото време, нели? Француски таков институт кај што се истражува цела таа работа, се презентира. Има Юнхуан музеот во Кина, кај што исклучиво е посветен на палеолитот, значи на каменото време. Има Ace Age Art, значи за европскиот младо време, да кажеме. Има исто така Африкански институт кој се занимава со цела ова проблематика за карпестата или камената уметност или уметноста на каменото време и така натаму, да не ги редам сите овие работи. Значи, постојат посебни фондации, посебно на Запад, кај што ги финансираат, се заинтересирани за вистината, кога фактички човекот станал толку интелигентен, кога почнува
времето, дури има во некои руски сајтови, да речеме, ако влезете во правда.ру и побарате наука и техника, ќе видите дека десетици написи од врвни стручњаци на Руската академија на науки веќе излегуваат податоци со истражувачки работи од 30-те години па до денес и пред тоа, кај што веќе дават нова светлина, кај што русите писменоста почнува во Русија, откако ние излегувавме овде нели со сите овие податоци, заради тоа што таму во Мамонтова курја или Мамутска колиба на најсеверниот дел на Урал, или минатиот пат тоа го демонстрирав јас овдека. Надписот нели на тој зап од мамут или мамутка, бидејќи женска била со мамутката, да, мамутката со 6,5 години некаде старост. И на 1,30 м, тој надпис минатиот пат го демонстриравме. Јас само сакам, и тука е едно мало подпрашање, да го завршиме овој антрополошкиот дел, за да можете после на лингвистичкиот да се посветите во продолжение на емисијава. А она што сакам да ве прашаме следново, значи, сите овие најнови истражувања покажуваат всушност дека староста на човекот, на хуманоидот е колку можеме да кажеме на нас да се датира. Всушност, сакам да прашам, паѓаат во вода Дарвиновата теорија, паѓаат во вода многу други теории поврзани со човештвото воопшто. Ние многу одамна збориме дека е дојдено време за ревидирање на многу македонски вистини. Па некако, можете ли да кажете или да проанализираме заедно, дали тоа некој светски тренд, што мислите, за нови вистини на местото на старите вистини, врз основа на или како резултат или производ на човековите истражувања во овој 21 век и на ова ниво на технолошки развој? Или поинаку треба да се гледа? Со ова технологија која денес ја имаме и со нивото на кое што достигна современата наука, до некаде тие сите теории кои досега биле пласирани за индоевропските народи, за сето оно преселување наводно од Индија во Европа и низ цел свет, имало некои други за руските кургани, дека наводно таму се тргнало, па имало за ерменската теорија или теза, дека наводно се почнува од Ерменија па наваму, па имало веќе на запад има нова една теорија за палеолитскиот континуитет. Значи, се работи за една цивилизација која има повеќе жаришта. Или можеби, барем од ово досега ја што можам да го разберам, се додека не се направат дешифрирање на текстови, се додека ние не ги дешифрираме боговите на таа најдревна митологија, се додека не го видиме заедништвото на тоа писмо, на сите тие континенти, не ќе може сета таа, да кажам, погрешна интерпретија, артефакти, не ќе може да се отстрани. Сега, кога веќе имаме на повеќе места, во Европа, во Азија и конкретно сега да кажеме на најјужниот дел на Африка, иако тоа изгледа многу чудно, нели? Со оглед на тоа и овдека дека за овие 19 години колку што се истражува просторот на делот од Јужна Африка, многу институции се заинтересирани за Централна Африка, нели рековме за Кенија таму, или за северниот дел, кај што веќе имат до 8,5 милиони години отидено, па на арапскиот полуостров и таму има истражувачки работи. Ово што е конкретно за Бломбос, не овде да кажеме, кај што германците буквално објавиле дека тоа е 75.000 години пред наша ера и две сега, тоа значи 77.000 години. Должина на таа мајлија е некаде околу 7,6 см од едната страна, од подолгата, и 5,2 см од помалата страна. Се додека овака се презентира дека тоа е наводно некоја геометриска декорација, дека тоа се некои сигнатури,
Тоа секој може да ја манипулира и злоупотребува таа материја.